Да разговарам со нашиот најдобар каратист, Дејан Недев, 10 години поред најдобар каратист во земјава, 7 европски титули, 5 пати поред меѓу најдобрите 8 во Европа и светот. Господин Недев, добро утро, благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од денешниот утрински брифинг. Добро утро и до вас и најпрво би сакал да ги поздравам вашите гледачи и да се заблагодарам исто така за поканата да бидам гостин во вашата емисија. Така, кога ќе помине оваа корона, ве очекуваме и овде во студиото. Ајде малку да објасниме што го разликува традиционалното карате од сите останати форми кои се присутни кај нас. Па вака, кога се збори за каратето, во каратето постојат многу стилови, значи преку 50 стилови во светот. Тоа се стилови кои што ги имаат измислено најврвните јапонски карате инструктори од кога датира каратето од островот Окинава, но во светот се познати три типови на карате, односно три системи на надпревари. Тоа е традиционалното карате, кое што е право и изворно карате, кое што јас го практикувам и во Македонија се практикува повеќе од 50 години. Потоа има модерно карате или спортско карате, кое што е проевропски ориентирано, и контактно карате, кое што каде што правилата налагаат да борбите, односно надпреварите се одвиваат со контакт. Така да, според мене, најдобро и најусовршено е традиционалното карате, бидејќи во него постојат плејада на надпреварувачки дисциплини, кои што се застапени и кои што се карактеристични само за овој тип на карате, како што се борбите. Во традиционалното карате постои една категорија, тоа е апсолутна категорија, катите, потоа дисциплината фукуо, која што е комбинација на ката и на борба, дисциплина ембу, која што е кореографија, еден тип на договорена борба, каде што се застапени сите оние удари и блокови кои што опасни, кои што се забранети во спортската борба и се исфрлени. И исто така карактеристично за традиционалното карате, односно кога се работи за надпревар, се кати екипно, кои што се изведуваат синхронизирано со тројца надпреварувачи, и после изведбата на една ката се работи апликација, односно се објаснуваат сите оние удари кои што се застапени во таа вежба и во таа ката, за што служат и како се применуваат. Колку е тешко или лесно да се премине од една техника во друга? Мислите од еден тип на карате во друг тип на карате? Да. Па, разликата е, можам да кажам, огромна, бидејќи надпреварувачките правила се многу различни. Кај нас во традиционалното карате правилата налагаат да при изведување на одредена техника да тоа биде изведено на најперфектен начин, значи користење на целокупната мускулатура на телото при изведување на било какво движење и било каков удар или блок за време на борбите, и исто така истите принципи важат и во изведбите на катите. Така да што тоа не е случај во спортското, односно во модерното карате, таму не се обрнува толку внимание на техниката. Јас би го нарекол тој тип на карате е допри и избегај, така да ударите не се толку издиференцирани и техниката им е на многу ниско ниво. Заедно со вашиот татко како познати карате мајстори постојано посетувавте надпревари, но во ова пандемиско време семинарите ги заменија надпреварите. Последен пат бевте на семинар со легендата Шихан Ширај. Што можете да ни кажете повеќе за тоа каков е вашиот впечаток? Точно така, значи овој викенд се одржа
на карате семинар со живата легенда. Тоа е, можам да кажам, во моментов еден од најбараните светски карате инструктори, сенсеј Хироши Шираи, кој што во моментов има 83 години и се уште е активен. Значи, сенсеј Шираи важи за еден од најбараните светски карате инструктори, кој што повеќе од 50 на години работи и твори во Милано, Италија. Тој во далечната 1962 година беше севкупен шампион на Јапонија и за него важи девизата дека тој е перфекциониста. Значи, сите на негови семинари кои што ги држи се многу корисни за сите надпреварувачи, тренери кои што го практикуваат традиционалното карате. Пред се тоа е многу изврсен во она дисциплина која што ја спомнав пред малку, тоа е изведбата на апликацијата, односно бумкај на катите, односно сите ги објаснува сите покрети кои што се содржани во една ката, за што служат, сите варијанти ги разработува, значи може од една ката, односно во изведба на еден бумкај да направи неколку комбинации. Значи тоа е баш и затоа е најдобар и најбаран карате инструктор во светот. Тој два пати има гостувано во Македонија, значи во 1997 година и последниот пат беше гостин и одржа семинар во 2014 година, токму во Скопје во Будо центарот Недеви, и можам да кажам дека присуството, односно посетеноста беше огромна, и тој исто така, значи, беше гостин за време на јубилеот 50 години карате во Македонија, и баш поради таа причина и затоа што ние имаме долги години контакти, соработуваме со овој врвен карате инструктор, и тој има голем придонес за развојот на карате спортот во Република Македонија, и во 2014 година беше одликуван од страна на Агенцијата за млади и спорт и беше примен од страна на претседателот на Република Македонија, господин Ѓорги Иванов. Што е потребно да се стигне до тоа ниво на Ширај? Колкава жртва е потребна? Потребно ли е цел живот да се посвети на каратето за да се постигне еден ваков резултат или една ваква репутација на жива легенда? Па точно така, значи тој живее за каратето. Можам да кажам дека е посветен 100% на овој спорт и оваа вештина. Значи, за да бидеш таков врвен и баран инструктор, треба да твориш и да секојдневно да си преокупиран со каратето. Така да тој не случајно италијанската репрезентација важи за една од најсилните и најквалитетните репрезентации во светот, бидејќи тој е најприсатен во Италија. Но тој секако држи семинари низ целиот свет. Значи, ние во минатото имавме, значи, во годината учествувавме на преку 10 семинари во годината кај него. Исто така учествуваме и кај други јапонски инструктори, но тој е, можам да кажам, најврвен, најдобар во тоа што го работи. И баш поради таа причина и овој пат на негова лична покана учествувавме на овој онлайн карате семинар, каде што беа демонстрирани врвни карате техники, кати, бумкај апликации, кои што се многу атрактивни и многу корисни за сите надпреварувачи кои што го тренираат традиционалното карате. И исто така морам да истакнам дека сенсеј Шираи има направено, односно извадено плејада на светски и европски шампиони кои што ден денес го пратат токму него и се негови лични асистенти. И можам да кажам дека и јас, значи, кога присуствувам на неговите семинари, тој покрај другите неговите асистенти лични од Италија,
понекогаш ме повикува и мене да демонстрираме заедно и да презентираме одредени техники на семинарите кои што ги држи тој. Верувам дека сте голема инспирација за младите каратисти. Би сакала да го заокружиме овој разговор токму со прашањето за вашата дисциплина и за иднината во оваа земја. Гледате ли потенцијал, има ли интерес кај младите за традиционалното карате и секако, бидејќи вие сте еден од идолите на младите каратисти, кој е вашиот совет за младите луѓе кои сакаат да се занимаваат со овој спорт? Па видете, традиционалното карате е доста атрактивна дисциплина и спорт. Има многу придобивки традиционалното карате, значи пред се за најмладите кои што ги учи на еден ред дисциплина, да бидат упорни во она што го работат и да секако тие работи ќе им донесат исто така напредок и во другите сфери на живењето, во училиштето, на работата, да бидат дисциплинирани, да ги извршуваат сите работи навремено и точно. И мислам дека интересот е огромен, значи од година на година се зголемува интересот, значи и од двата пола, и од машкиот и од женскиот пол. Имаме многу врвни надпрерувачки и надпрерувачи кои што учествуваат редовно на оние наши меѓународни надпревари и се носители на медали од европски и од светски првенства. Значи, можам да кажам дека оние кои што се најупорни и кои што имаат еден континуитет подолг од 5-6 години на активно надпрерување и вежбање, сите тие надпрерувачи постигнуваат врвни резултати. Значи, имаме врвни надпрерувачи и во младинска, и во јуниорска, и во кадетска конкуренција. Така да, јас се надевам дека доколку продолжат со ова темпо на работи и на тренирање, дека ќе постигнуваат уште поголеми резултати во иднина. Господин Недев, ви благодарам што одвоивте време утринава да бидете дел од утрински брифинг. Ви благодарам и на вас уште еднаш за поканата.